слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешна гостинка е министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Министерка, градинките работат веќе 2,5 месеца. Каква е сега состојбата? Има повеќе деца, помалку деца од почетокот до сега кои што посетуваат настава? Бројот на деца кои што стартуваа во градинките од 9 септември до сега се одржува отприлика во исто ниво со некои мали осцилации. Дел од тие дечиња кои што се во групите каде има позитивен воспитувач или негувател одат во изолација, за да после завршување на периодот на изолација се враќаат. Така да бројката на деца во градинките отприлика е на истото ниво. Во однос на мерките за ковид, впечатокот во јавноста е дека голем дел од мерките се посветени на работодавачите, а не директно на работниците, односно не одат во џепот на граѓаните. Го делите и вие тој впечаток? Напротив. Суштината на поддршката, на финансиската поддршка што владата ја преточи во 4 пакети на економски мерки е точно насочена кон зачувување на секој работно место. Финансиската помош која што ја добиваат малите, средните, микрокомпаниите во периодот од почетокот на пандемијата е точно за зачувување на секој работно место. Да, имаше случаи кога стопанствениците ги изигруваа законот на Тоа се исклучоци, тоа не е правило, затоа што предуслов за да се добие финансиска помош е бројот на вработени да се зачува, например, за последниот 4-тиот пакет на мерки, за да добијат финансиска помош компаниите за месеците октомври, ноември и декември, да бројот на вработени биде на исто ниво како што бил бројот на вработени во август месец, иако помошта стартува од октомври. Дополнително, после завршување на финансиската помош, работодавачите се должни работниците да ги чуваат дополнителни 2 месеци после завршувањето на финансиската помош. Тоа е суштината на финансиската помош. Ама повторно тие мерки се наминати за работодавачите? Значи, во делот на финансиската помош, мерките се искреирани така да одат преку работодавачите, а потоа постојат контролни механизми дали работодавачите на вистина овие средства ги уплатиле како финансиска помош преточена во плати за работниците. Добро, во економскиот социјалниот совет се и синдикатите, односно представниците на работниците. Што би било тие задоволни се од мерките? Да, задоволството е заедничко, обострано, затоа велам, економско-социјалниот совет ги обединува на исто место трите партнери во социјалниот диалог. Министерка, накратко, колку изнесува сега социјалната помош? Социјална помош е стариот назив за она што сега представува гарантирана минимална помош. Согласно Законот за социјална заштита, кој што беше донесен минатата година во мај во собрание, ние испорачуваме една социјална реформа која што во себе ги вклопува како паричните права, значи социјалните права, така и социјалните услуги. Гарантирана минимална помош сочинува сочината од повеќе компоненти, зависи од бројот на членови во семејството. Според одредена методологија се дефинира износот. Носителот на гарантирана минимална помош добива 4000 денари. Партнерот, брачниот другар, добива 50% од ова, значи 2000 денари. Понатаму децата добиваат по 800 денари од секој дете и едно 4-члено семејство во старт добива износ кој што е некаде околу 7600 денари. Меѓутоа, дополнително на ова се добива детски додаток кој што представува сериозен исчекор во делот, во намерата на државата, на владата да им помогне на најранливите категории на граѓани, затоа што за прв пат во историјата детски додаток добиваат семејства во кои што нема ниту еден вработен. Тоа, знаете, порано беше само за приматели со ниски лични доходи за тие семејства. И сега дополнително на детскиот додаток, кој што е различен во однос на возраста на децата, дали е во основно или во средно училиште, имаме дополнително и образовен додаток, кој што има за цел да ги извади децата од улиците. Да тоа е 800 денари? Питачење. Да. Тоа зависи исто така дали е во основно или во средно, 800 денари. Меѓутоа, образовниот додаток не е условен од бројот на деца. Секој дете го добива овој образовен додаток, така да ние рековме дека 300% го зголемивме износот на гарантирана минимална помош и во просек во 4-члено семејство се доаѓа до таа вредност од 11.500 денари. Ке се согласите дека навистина представува 300% зголемување на помошта. Секојдневно бројките на заболени се околу 1000. Голем дел од нив се луѓе кои што се практично од тие категории на граѓани кои што примаат помош. Едно лекување на човек кој што се лекува дома од COVID-19 чини до 10.000 денари.
Како овие луѓе со таа социјална помош да го платат лекувањето со ковид? Размислувате ли со Министерството за здравство за ставање на позитивна листа на дел од тие лекови кои што се неопходни за да се борат со вирусот? Значи, суштината на една држава е да го воспоставите системот. А системот значи дека треба да сите граѓани да ги изедначи, да имаат еднаков пристап до права и до услуги. Би било нелогично доколку здравството, затоа што ова е прашање адресирано пред се за здравството, би действувало инцидентно и стихино. Ние треба да работиме на еден организиран систем. Што значи тоа? Сите пациенти кои што имаат симптоми влегуваат во здравствениот систем преку своите матични лекари. Да. Кога матичниот лекар постави индикација дека тоа лице треба да се тестира, да, тоа пристапува кон тестирање и државата треба да ги обезбеди тестовите. Значи, би било вистински хаос кога секој би отишол да се тестира без индикација. Понатаму, дозволете, Клексан не примаат пациентите кои што имаат лесна клиничка слика. Тоа се пациенти кои што се хоспитализирани. Сепак, Клексанот представува терапија за која што треба да има надзор од страна на специјалист инфектолог или надзор од страна на специјалист интернист. Значи, тоа не оди така безазлено. А во однос на витаминската терапија, ви можете да земате и лекови кои што се еден Б комплекс кошта многу малку средства и е достапен на сите граѓани. Доволно е да се користи, да се живее со почитување на мерките, да се превенира болеста, а сето она што представува сериозно загрозување на здравството, треба здравствениот систем да си го абсорбира и да одговори на потребите и барањата на граѓаните. Значи, од тука ние ги правиме сите напори за зголемување на капацитетот на болниците. Дополнително, за социјалните категории на граѓани, во делот на плаќањето на партиципација, во делот на здравственото осигурување, ние имаме ослободување на тие граѓани по основ на невработеност, по основ на примателност на социјална гарантирана минимална помош. Ние како Министерство за труд трансферираме средства кон Фондот за здравствено осигурување. Значи, тие имаат пристап до здравствена заштита, тоа е уставно загарантирано право на овие граѓани. Во пандемијата со COVID-19 околу 46.000 луѓе практично станаа без работните места. Како државата им помага на овие луѓе? Кои мерки ги преземавте? Значи, анализата на бројките на невработени ги добиваме како информација од Агенцијата за вработување. Нашите податоци говорат дека поради пандемијата со COVID 15.858 граѓани ги изгубиле своите работни места, од кои 7.000 граѓани им прекинал работниот однос затоа што бил предмет на договор, односно работа на определено време. 2.000 работници останале спогодбено во договор со работодавачот и многу мал е процентот на граѓаните кои што останале без работа точно заради затворање на компании, заради ставање под стечај. Тоа е бројка некаде 2.500 до 3.000 граѓани. Бројката која вие ја кажувате од 40.000, тоа е бројка на новорегистрирани, не работници кои што останале без работа заради пандемијата, затоа што со воспоставувањето на концептот, со воведување на гарантирана минимална помош, ние истовремено работиме на активација на примателите на гарантирана помош на пазарот на трудот и од тука постои интегрирано водење на центрите за социјална работа заедно со Агенцијата за вработување. Да, и кои точно мерки се дизајнирани за нив? Значи, во целиот период додека трае пандемијата и како и во обичаено време, ние ги спроведуваме мерките за вработување преку оперативниот план на активни програми и мерки на Агенцијата за вработување. Оние пак која задржаа работата во време на ковид кризата се жалат на прекршување на работничките права. Всушност е сериозно зголемен бројот на прекршување на работничките права оваа година. Лани за цела година имаше околу 3300 прекршувања на работничките права, оваа година до август околу 6000. Каде најмногу се прекршуваат работничките права во време на пандемија? На оваа проблематика, како Министерство за труд и социјална политика, работиме секојдневно. Еднаш неделно организираме состаноци заради новонаметнатите услови од пандемијата со COVID-19 преку Zoom онлайн состаноци, на кои што учествуваат представници на синдикатите, представници на невладините организации кои што работат во сферата на работничките права, граѓански организации и представници на инспекцијскиот совет, односно Државниот инспекторат за труд. Кои права им се сега најмногу прекршени во време на пандемија? Имате некаков впечаток од разговорите со нив?
Значи, еве денеска конкретно разговаравме, во делот на транспортот имаше реакции пред, да речем, 10 дена и ние реагиравме преку инспекторатот за труд, тие работи се коригираат. Во делот на трансферирање на финансиската поддршка во смисла на плати, исплатата на платите и такви забелешки имало инцидентно, Државниот инспекторат директно ги слуша овие проблеми од работниците, а ние како Министерство за труд и социјална политика ги организираме овие состаноци како медиатор затоа што на вистина заштитата на работничките права представува наш врвен приоритет. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.